Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Истина воскресе! Истина воскресе! Истина воскресе! Воскресението Христово и победата над сите победи, победата на животот над смртта, а животот на самиот Христос не беше веројатна за ушите на оние што слушнаа дека Христос воскресе. А тој воскресна во првиот ден од седмицата, рано утро. Првиот ден од 7 дена во Стариот Завет е недела. А 7-миот ден е саботата. Денот што според Стариот Завет е ден определен за одмор. И Христос уште веднаш, откако воскресна, им се јави најпрво на жените мироносици кои што дојдоа да го помажат мртвото тело Христово според древниот библиски, старозаветен, еврејски обичај. И тој им се откри. И тие го видоа. И така шокирани, збунети, потрчаа да им кажат на другите дека Христос е жив, дека е воскреснал, а тие не им веруваа. Да се сетиме на 20 апостоли кои што патуваа по патот од Ерусалим на кај селото Емаус. Христос им се придружи, разговараше, го слушаше нивниот разговор. Пол со собнежи во една од нашите празнични беседи зборувавме за тоа како тие разговара, кои собнежи ги напаѓа. Христа не можеа да го познаат, бидејќи Бог им ги замрежи очите за да не може да го познаат. И потоа тој, за да го разбие веднаш нивниот собнеж, ги повика да веруваат во се што пророците напишале за тоа. И почна од почетокот, од Мојсеја, да им кажува што се е запишано за Месија, за Христос и неговото воскресение. И тие, откако на трпеза при кршењето на лебот од страна на Христос, за да им го раздаде на 20 апостоли Лука и Клеопа, им допушти на очите нивни да го видат, да го познаат, но во истиот час Христос исчезна. И тие фасцинирани од тоа што го виделе нивните очи и чувството што го имаа во себе, зарем не гореа срцата наши кога ни говореше. Потрчаа во Ерусалим да им раскажат апостолите дека го виделе Христа, дека е жив. И ним не им поверува. Е така. Христос имаше уште низа средни откривања со намера да се час поскоро да се осознае фактот за неговото воскресение, за победата на животот над смртта. Но скепсата
ги совладуваше луѓето. Светите ученици негови, кои што сакаа да е така, но не можеа да поверуваат дека тоа се случи. И затоа, во истиот тој ден, Христос ги посети на еден чудесен начин. Ги посети така што тие беа затворени во одеата, со заклучена врата од страв од евреи. А чувме каква пропаганда спроведува еврејските власти за да се порекне фактот на неговото воскресење. И Христос влезе во таа одеа во која што беа 11 собрани низ заклучена врата. Во таа одеа влезе низ заклучена врата исто како што воскресна низ нераспечатената мермерна плоча, која што до ден денеска стои над гробот Христов во Ерусалим. И веднаш ги повика да дојдат и со своите прсти да ги допрат раните од клинците на рацете негови и раните од клинците на нозете негови и потоа да ја стават раката своја во раната ископана со копието на римскиот војник. И радоста на апостолите беше огромна. Меѓутоа, еден од апостолите отсуствуваше. И по правило, секогаш тој апостол се вика тој. Тој е тој што отсуствува. Кога дојде и кога им се придружи на учениците, тие му кажа во детали што се случи денеска, кој ни дојде, како дојде. А тоа што и тие пред тоа го мислеа, јавно го изрази, и јавно го изрече, додека не го видам со моите очи, додека прстите на мојата рака не ги допрат раните на рацете и нозете негови. Додека мојата рака не оставам во раната од ребрата негови, нема да поверува. Во тоа беше решител. И тоа се вика неверен Тома. Но таа флоскула неверен Тома е неточно употребена. Тој покажа неверие, вистина е тоа. Но не затоа што беше атеист, затоа што не веруваше во Бога воопшто, туку затоа што за својата вера бараше докази, потврда, афирмација за својата вера. И затоа тој рече, ќе верувам, ама ако го видам, ако го допрам. И 8 дена потоа, на денешен ден, Христос повторно влезе во истата таа одеа, на истиот начин, ни заклучена порта, но во неа овој пат беше и Тома. И веднаш го повика, Тома, дојди во мене. Ајде сега со твоите прсти, види ги раните на рацете мои, раните на нозите. Ајде стави ја раката своја во раната од ребрата. И овој се послушно направи и немаше каде. Ништо друго не му преостана, освен да извика гласно од дното на душата своја, Господ мој и Бог мој. И тогаш Христос го искара
Тома, ти веруваш затоа што ме виде. Блазе си им на оние што не ме виделе, а поверувале. Во тоа е силата на верата. Не во доказите дека тоа и тоа е така како што е. Туку во силата на верата. Со окото на духот да се види тоа што со окото на телото не може да се види. Со окото на увото да се чуе тоа што со увото на телото не може да се чуе. Со окото на носот да се осети рајскиот мирис, недопатлив за носот на телото. Да се кажат и да се чујат и да се разберат логосите Божи, зборовите Божи, недопатливи за умот човечки и за јазикот човечки. И така натаму, и така. И ние се разбира. Светиот апостол Тома не само што не го осудуваме, туку има впечаток дека ни е симпатичен, бидејќи секој од нас во него се наоѓа се. Истото би го направил секој од нас. Барем така види и се чини. Сите сме во потрага по некој доказ. За тоа дека Бога го има, а докази колку сакате. Самите ние, сами по себе сме најголем доказ. Зашто поголемо чудо од чудото и светоста на животот не. Поголемо чудо од чудото и светоста на постоењето нема. Се друго е нешто вкус. А се што е вкус произлегува од тоа што е причина на се друго. И така, возлюбени во Христа, Бога, браќи и сестри, се, всушност, човекот е битие на верата. Не може човекот да живее без вера. И најзакоравените атеисти барат доказ за својот атеизам, бидејќи нивниот атеизам е вера. Вера во ништо. Дека ништо не постои, дека ништо нема. И тие докази за таа нивна вера не ги наоѓа. Таа вера си, кој паразит. А ние, нам ние се така. Се. И покрај тоа што сами по себе сме чудо Божие, ние бараме нови чуда. Поточно речено фасцинации. Нешто со што Господ ќе не збуди, ќе не шокира и ќе не освои. А Господ на тој начин не действа. Тој действува кротко, питомо, нечујно. Како што вели Свети Григорий Ниски на едно место, ни приоѓа со нозе на гула, кротко. Откако ќе добиеме се што ни треба и откако ќе помине едно големо време, ќе се сетиме дека не посетиме, дека тој бил со нас, дека тој тоа ни го дал. Тој ни ја пружил таа и таа помош, таа и таа подршка. Не дарувал со смислата на животот, без која што животот не може да се одвива, да го има. Во таква една ситуација, ние кои што сме во неговите свети храмови и кои што се храниме со него, тоа што се случува со нас кога приоѓаме кон светиот пути и го примаме него самиот, а не лепче и вице. Така ние, возрастните, ги залажуваме децата нашите. Земи, бајче, лепче вице. А не му ја кажем на децата наши, не им ја кажуваме уште веднаш сета вистина. Него Христос го примар.
Сладчайшия, најсладки. Него детето. Со него се храниме. И хранејќи се со него ја постигнуваме неговата божествена мира. Која е неговата божествена мира? Неговиот божествен раст. Растот од височината Господня. А и тој раст од височината Господня е раст што се постигнува и сите вечности. Времето на овој свет е премало, претесно, за да ја постигнеме таа мера. Затоа, браќа и сестри мои, животот од овде до гробот е премалку. Ние не сме создадено за толку кратко траење, за толку малечок и краток живот. Ние тоа го знаеме. И затоа во нас се раѓа ревот, бунт против смртта, против спомнувањето на градските гробишта. Иако градските гробишта физички гледано се понаселени, побројни од овој град што живе, на кој што сега му припада. Некрополите се поголеми од градовите. Неспоредливо поголеми. Колку генерации стружени се погребени таму. А и тоа е место на поминување. Што се поминува? Гробната порта. Низ неа треба да се помине, за да се влезе во светот за кој што сме создадени. Светот и времето за кој што сме создадени се светот и времето што ќе ги задоволат нашите потреби, нашите капацитети со кои што и со какви што Господ нас не созда, браќа и сестри. Затоа ние на смртта не и се плашиме. Не и се плашиме. Зашто таа не е крај, туку непријател. Ако е непријател, непријател треба да се победи. А победата веќе е добиена. Како се го нарекуваме Христос? Нив. Победник. Зошто е победник? Зашто смртта ја победи. И таа победа над смртта ни ја дари нам. Таа не е само негова, туку и наша, на Светата Црква Божја. Телото Господа. И гледајте денешниот празник, какви радосни перспективи отвора. Она што свети апостол Павле на едно место го опишува за нас. Да се движиме, вели, од победа во победа, од слава во слава. Секој наш чекор да биде чекор кон целта и смислата на нашето постојање. Реков, целта и смислата на нашето постојање историски се неостварливи, бидејќи границите на овој простор и границите на ова време се претесни за тоа. Ни предстои еден живот, односно соживот, кохабитација, со Него самиот, со Христа Господа, со троичниот наш Бог, во Неговиот вечен и незаоден град. Зашто само тој град е вечен, а не некој си Рим, или некоја си Струга, некој си Цариград или некоја Атина. Тие со време се претвораат во руини. Ако сте биле во Рим, сигурно сте виделе дека таму има повеќе урнатини од колку граѓани. А за тие урнатини стои едно време одамна поминато. И тоа време е мртво време. Оној кој што сака да живее во него и со него и самиот станува жив мртвец. Она што нас ни треба е вечноста Господна. Градот небесен Ерусалим. Господ ни ја даде таа сила
па мудрост, тоа здравие на умот, на срцето, на телото и на душата, за сите вкупје, заедно собрани околу Христа Господа, да си го славиме, служајќи ја вечно небесната литургија. Амин.